Од денеска замрзнати се цените на 11 видови овошје и зеленчук, па така краставиците замрзнаа на 75 денари, доматите на 70 денари, кромидот на 60 денари, додека пак лимуните и портокалите замрзнаа на цена од 55 денари. На пазарчето во центарот на Скопје денеска помала раздвиженост. Добар ден, да ве прашаме кило портокали колку ги продавате? 55. 55. Така, од денеска се замрзнати цените Да. на владата. Да, што Да. мислите за замрзнувањето еве? Не е добро. Затоа што набавката сега е поскапа од продажната цена. Имаме набавена роба. Лимонот ми е набавен 60, а треба го продавам 55. Што мислиме, ама нешто ние што збориме, после вие не го давате таму. Ти треба да одиш таму на производство, да му даваш услови на човекот, тој да произведува, да има волја да работи и да ти пушти цената. Ние го плаќате луѓе за патичан збориме, тој 102-30 е набавна, а ти вика 70 да го продаваш. Просечната годишна инфлација лани во Македонија изнесуваше 14,2%, а најголем пораст на индексот на трошоците е забележан токму кај храната и безалкохолните пијалоци, кои пораснале за дури 20%. Да ве прашаме само за замрзнувањето на цените за томативе. Што мислите за цените? Нема што е, еве, падна цената сега 70 динара партижанот. Тоа е све, нема што да зборувам. Се е лажна вест, душо. Толку имам да кажам. Денеска како се цените? Замрзнати се? Па, како што гледам, нема цени намерно, за да не гледаме колку е цената. Ако прашаш, ќе ти кажат, само во цел пазар, само на 3 места видов, краставички, по 75 динари, ама па не е квалитетни. Па нема, еве сега владава ќе ми качи 78% плата, како организатор на женеве на владава, така да немам гајле. И што ме интересира. Иначе шалана страна, за наши прилики се многу скупи. Според одлуката на владата, замрзнувањето на цените на овошјето и зеленчукот ќе важи до 30 април.